Времето денес им се погоди на излетниците, продолжениот викенд повеќето жители од регионот го искористија за уживање во природа, особено оние помладите. Ние се збраме денеска со другарите и другарките и ќе правиме скари и ќе се дружиме. И убаво е времето, дојдеме малце да се прошетаме, да прославаме и тоа е тоа. Убав ден е денеска, тука собраме се на 6-ти. Дружиме се, играме фудбал и многу ни убаво. А мај не би бил тоа што е без традиционалната скара, но годинава се одеше на поевтина варијанта. Гледај, послабо е помрвачката по месо, пошто народот нема пари. Најчесто се троши кебапи, кубаски, нешто свинското излева добро. И додека градовите се празни, излетничките места полни, а скарите зачадени, речиси никој во регионот не споменува зошто 1 мај се слави. Од друга страна, истражувањата направени од Сдруженијето Гласен текстилец покажуваат поразителни податоци за положбата на работниците од регионот. Во дел од конфекциите успеваме да ги подобриме ситуациите. Во дел кој што ги имаме на некој список, кој што се редовни прекршувачи на секое човеково работничко право, ситуацијата стои таква каква што е. А еве што одговориле работниците на анкетата од Гласен текстилец. На прашањето дали се почитува законот за минимална плата, 30,9% одговориле потврдно, а 70,2% одговориле со не. Дали секој месец добивате листови за плата е следното прашање, на кое со да одговориле 53,7%, а 46,8% со не. За тоа дали во фирмата е утврден учинокот, односно нормата, со да одговориле 50,8%, а со не 50,3%. Во однос на тоа дали им е зголемено работното време, со не одговориле 58,3%, додека потврдно одговориле 42,8%. Од анкетираните работници, 26,7% одговориле дека минатиот месец имале плата од 9 до 10.000 денари. Само 7% од испитаниците кажале дека земаат плата од 14 до 15.000 денари, додека над 15.000 денари заработиле 12,3% од работниците. 26,7% рекле дека се приморани дел од платата да вратат кај работодавецот, додека 73,8% кажале дека тоа не го прават.